Кои се најголеми човечки мани? Најголемите човечки мани, што не се поштуваат еден другог. Дали е љубомора, дали е алчност? Љубомора, алчност, се има. Ја пре неки ден се унесвести и никој не ми приде. И од тогај мислам дека више не сме народ. Има секакви народ. Например? За мекијките отепат. Не сум за одговор, не. Не ме прашувате. Завидлък или лакомост ли? Завидлък. Само тоа? Да. Лакомото прво. Лакомото е прва, па другото после. Нека ти кажа. Според тебе? Не знам. Љубомората? Таа е прва, Таа највише љубомората. Нема човек да седнеш да направиш молбет. Љубомора. а озборување? Тоа зборување на таван. Се викам, се. Да. Мани има секакви, и себичност, и лакомштиите прават тоа. Тоа е се. А комшиско озборување? Комшиите нема шо, ке тебе ке ти дојде, а после ке тоа оговара. Ете тоа најнечини. Не бива, а? Не бива, не. И тоа се ќе каже, дома се што ќе забележи, се кажу. И сега лек за тоа има? Лек за тоа не треба да живееш со него. Откажи се од тај, да. Најубаво откажи се шо. Како? Зависи према човекот, кој како размислува, кој како, иначе секој човек си има своја мана. Некој е таков, некој е ваков, и сега ние да нагаѓаме кој каков е, кој е наков. А комшиско озборување? Тоа е, да ти кажа, тоа е, а кој, исто ти, што ти го кажа, тоа кој како размислува, ја размислувам, тие комшии се добри, вие се лоши, тие се арни, а ја, за мене може некој да зборе, па тоа е вакова, е онако. Ај, не ме питај. Што луѓето ги тера да се коцкаат според вас? Узуро, галени деца, нема што да работат, лежат и трчат таму да потрошат некоја пара. Тоа ич некем да чувам за тоа. Има ли лек за тоа? Лек, ако има лек, ќе ги лекуват. Сигурно нема лек, тоа се навикнало, така, и така ќе се оде. За коцката има ли лек? Не верувам. Не верувам, ни татко, ни мајка, никој не може да го спрече, трче. Види, сака да дојдат до пари, сиромашијата. Ја така мислам дека е. Има ли лек против коцката, за коцката? Има. Например? Има. Ќе увиди дека не бива, дека загазуваат на тоа. И тоа е. Самиот да процени дека не е уред. Луѓето ли да се коцкат? Тие се, чекај, ја ќе ти кажам. Да се коцкат луѓето, знаеш што ги терат? Дома тие родителите што не ги воспитале. Невоспитано дете да се коцка, да го пуштат у коцкарницка што од никое време. Видиш и па какви, па тоа со мотори, па тоа е лудница, бе. Добро, има ли лек за коцката? Како нема лек, бе? Стапо што викаше тај што го донесе на приказната, вика, вај стап за што е, вика, да ти дојде калостинко. Што ги луѓето тера да се коцкаат според вас? Шо и тера, узуро. Узуро нема работа, отиде, ако му даат некој динар, отиде, потроши ги у коцка. Мислејќи дека ќе добие, а уствари губи. Има ли лек коцката? Има лек, да нема пари да оде да се коцка, ќе има лек. Немањето ги тера да се коцка. Има ли лек за коцката? Како, има ли? Лек за коцката. Па нема. Тоа више шо му легнеш у тоа и... Па нема веза тоа. Не, јас не одговор. Тоа луѓето ги тера да се коцкаат. Шо ли ги тера? Прво може да ви кажам, требен закон да се... Не, што ги тера да се коцкаат? Па тера ги оти нема закон, значи треба закон да се изгласа, а се коцка чутеко. Оти знаеш што, социализмот, ја бе цел живот угостител. И, значи, полицијата, бате, кој ќе дое, проблеми се ми имал ја, не да не, немаше да не се бе, ама кој сам ја на дужност мирно, затоа што одма му јавувам, доваѓа полицајецо и патрулират нон-стоп. И викне го само, дури и кршеа. Тога имаше кршеа, ама полицајецо е бате... Да, добро, сега збореме за коцката. Што ги тоа што ги тера? Дали е да речеме болест, дали да речеме долгови, дали да речеме сиромаштија, што ги тера? Добро, сега тоа може и од разни причини да има. Некој, пример, некој е разочаран, не стварно нема екзистенција, без работа, има завршено некоја соодветна школа, не го примат на работа, тоа значи разочарување. А некој од многу пара, родител е јак,
финансии и сега тато даде некој динар и овај го пуште дека оде, ето од тоа, значи многу причини има. Добро, а има ли лек за коцка? Па лек само закон. Немам коментар, не сакам да коментирам. Добро, а лек за коцка има ли? Не коментирам. Каде би отишле на одмор? Која ви е неостварена дестинација? На одмор околу зградата до по патеката до свињогојството тоа. Добро, а која ви е неостварена дестинација? Каде од секогаш сте сакале да отидете? Па одеше за Охрид, Дојран. Некој посветска некој? Не сега за сега. На подалеко не. На одмор? Да. А моментално за Дојран. Дојран е најубаво на Македонија и Охрид. Најубаво место не ни треба од другите држави. Која ви е неостварена дестинација, доколку би имале повеќе пари? А, пари немаме многу. Ама, доколку би имале, кај би отишле? Па не били одили у странство, само туку у Македонија. За одмор не мислиме. Према примањето што ќе мисли? Не, ако би имале пари, која ви е дестинација да речем? Ништо, абе нема. Што има? Не, а? Не. Каде би отишле на одмор? Каде? Која ви е неостварена дестинација? Каде? Не. Ако имам пари, на бања би отишла, на Негорска бања. А која ви е неостварена дестинација? Еве, цел живот сте посакувале да одете таму. Каде го? Кај да одам без синко кога остана сама? Никаде, бе, бато. Нема пари. А која ви е неостварена дестинација доколку имате пари? Кај би отишли? У Македонија, каде? На друго место. Што надвор ќе одеме? У Македонија, вамо. Охрид, Дојран. Значи, тие се омилени места. Да. Или негде на планина. Ништо неќам да коментирам. Но одмор никаде не сум идела. Не, на одмор цел живот. Оти? Оти работа. На село, жена, копа, дојдоа тука на работа, деца гледаат, чува, шо, дека ќе ош на одмор. А која ви беше желба? Кај би отишле, да речеме, доколку имате можности пари? Ама дека да одам? Без Кај би пари, отишле? без Не, пари. ако имате, да речеме. А која сега ви е ли? неостварена желба? Сега ли да одам? Без разлика, цел живот, каде би сакал? Никаде, дома. На одмор одиме ние кои беме млади, сега сме стари. Каде? Да. Кај сте били? А? Каде? Будва. Плачковица. Која ви е Секаде. неостварена дестинација? Кај би сакале да отидете доколку имате пари? Па додека има пари, поминаа парите. Јас сега сум Не, ако би имале 88. А кај би отишле ако имате пари? Кој ви е Одиме неостварена? друга. Одиме по Бугарија, одиме по Грција. Хаваи, Тибет, каде? Да. Дали би оставиле бакшиш на келнери? Па сега зависи од расположението. Ако се е таман, ќе оставиш нешто, ако не. А на земјоделци? А што на земјоделците? Дали треба да добијат бакшиш? Па треба. По-барат су, И сите треба да добијат. Па зависи. Ако ми обрне пажња, оставам секој пат. А на земјоделците дали треба? И да. По никој начин. Не би оставил. Фала Богу, па не сме имали прилика сега да бидеме скоро у кафана. Некогаш сте били? Да, али тоа не сум го употребувал. Па не сум до тоа ниво дошao да имам вишок на пара, па да оставим им бакшиш. А на земјоделците? Па и на ние некош исто седи, да. Не, и тамо нема бакшиш никаде. Дали на келнерот треба да се остава бакшиш? Не. Зашо? Пази, има си плата, зашо тоа? Тоа е платено. Плюс тоа не е добра услугата. Јас сум одела по кафани, значи нема добра услуга. Не. Не. Оти? Нека заработи своето. А бакшишот, ако загаш од срце, а иначе другче не. А на земјоделците? Земјоделците? Земјоделците не и рачунат народ. Ја у кафана не одам. Не, а? Никако. И сега што правиме ако ве повикат нема да отидете. Не. Дали на келнерот би им оставиле бакшиш? Па ако ми го направи кеф оставам. Зашто да не оставам? А на земјоделците? Они не ќе скарат нивот. Они нема да ќе скарат. Што би ти го прави некој мерако? Па ако имам, зашто да не? Зашто да не ако имам? Да, би требало тоа, секаде и у западот тоа ташно, ама кај нас уште Вие не. лично дали би оставили? Би оставил ја. Да, оставил. Колку, толку. Ситно. А на земјоделците?
На земјоделци, не, тие се печалат, тие почнаа печалат.